Почитувани колеги, почитуван заменик министер, во вашиот последен апел, кога апелиравте до колегите пратеници да го поддржат овој така наречен реформски закон, сакам да упатам обратно од вашиот апел, доколку навистина сакаат колегите пратеници да направат придонес кон правење на стручна, професионална и ефикасна администрација, да не го поддржат законот кој воведува регресивни наместо прогресивни елементи во развојот на нашата администрација. Имено, кога веќе зборувате дека ќе се воведат реформи преку овој закон, кој опфаќа огромен број на државни службеници во сите министерства и сите државни органи, како и во локалната самоуправа, а притоа никаде не го обелоденувате бројот на луѓето што ја сочинуваат државната администрација, сакам да ве прашам кој тоа го поддржа овој закон за изминативе 2 месеци колку што тој се наоѓа во собраниска процедура во прво и во второ читање. Се јавили можеби експертската фела, да речеме самите државни службеници да дадат поддршка дека со ова ќе се подобри нивниот статус и нивната работа. Се јавили научната мисла било каде во било кој медиум дневен да го поддржи решението и да каже дека ова навистина, бидејќи имаме бројни факултети за јавна администрација ширум Македонија. Еден од тие научници јавно да даде напис, колумна, став дека ова реформски закон. Се јавили можеби синдикатот, поточно УПОС, гранковиот синдикат, во јавноста за да го поддржи законов или напротив испраќаа писма до сите нас пратениците да не замолат и да апелираат да не го поддржуваме законот. Да, вие велите со други некои синдикати сте разговарали и биле на вашите работни состаноци, меѓутоа почитуван заменик министер УПОС е гранков синдикат кој ги застапува токму правата и правните интереси на државните службеници, на оние вработени во државна управа, чишто статус сега го регулирате со овој закон. Од никој од овие луѓе нема согласност. Ке ви кажам, ке беше навистина честно од ваша страна да ја обзнаните на јавноста дека кога пристигна законот за административни службеници во собрание, тој содржи 116 члена, а притоа амандмани поднесени од пратениците на собранието има 105. 105 амандмани на 116 членови. Најголем број од амандманите од владеачкото мнозинство од пратениците на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Видете, заменик министер, тоа говори само за еден неспорен факт. Законот не сте го работеле во влада како што треба. Законот бил избрзано донесен и избрзано пуштен во процедура собраниска само да го фатите возот пред избори. Законот бил толку многу лош, што во тие 70 на амандмани од пратениците на ВМРО, ДПМН и ДУИ кои ви ги поднесуваа, во образложението, почитувани колеги, оние што не ги прочитале амандманите, стоеше: се поднесува амандманот заради усогласување на законот со Уставот, што ќе рече со други зборови и на лаик. Министерството за информатичко општество и владата на Република Македонија ни поднеле во собрание закон кој не е усогласен со Устав, а тоа значи противуставен, па 5 пратеници на ВМРО, ДПМН и 2 на ДУИ морале да подпишуваат амандмани и да им го усогласат законот со Устав, наврат на нос преку ноќ. И покрај сите експерти, господјо заменик министер, што ги набројавте надворешни и внатрешни, вие сте ни испратиле закон со 116 одредби на кои луѓе во овде што седат пред вас ви поднеле 105 амандмани. Ако зборуваме за некои законски решенија како што милувавте да се пофалите дека ќе биле реформски и ќе обезбедале подобра администрација, сметам дека е добро да ги кажеме и следниве работи. Зошто не им обелодениме на сите административци дека овој закон им предвидува оценување, како што вие велите, 360 степени, што ќе значило оценката веќе не зависи од предпоставениот, туку зависела и од колегите до нив што седат, и од странките со кои што соработуваат, и сите заедно ќе ја ценеле нивната работа. И тука ставате точка, но во законот има запирка која вели: од овој збир само 35% оценката ќе ја каже колегата. Само 35% од оценката ќе ја каже странката колку е задоволна. 65% повторно предпоставениот политички именуван функционер ќе каже каква оценка добил службеникот. Зошто не им кажеме дека сакате да ги обучувате? Не баре досега немало обуки на државни службеници. Имаше, господјо заменик министер, во една прекрасна агенција што кратенката и беше АДС, а сите ја знаат, агенција за државни службеници, која вие ја осакативте и ги земавте сите ингеренции и сега веќе не смее ни обуки да држи таа кутра собраниска
агенција, туку ги преземавте кај вас обуките во вашето министерство, министерот од сега натаму ќе врши обуки, тоест ќе спроведува. Зошто не им кажеме на граѓаните дека направивте, замислете, академија, така наречена за обуки, а всушност да им објасниме дека академијата е сектор во министерството кој што ќе се грижи за нивните обуки, ама не само обуки, туку и оценки. И сега на крајот треба да им кажеме и следно. Најдобрите оценувани државни службеници од утре навака, од како ќе го донесете законот, ќе бидат наградувани. Тоа е лага, бидејќи законодавецот ќе ви каже најдобрите 5% ќе бидат наградени. Само 5% државни службеници во едно министерство, во еден орган, во една локална самоуправа, само 5% ќе можат да добијат највисока оценка. Се поставува прашањето кој е тој министер, кој е тој премиер, кој е тој пратеник што може на десетици илјади луѓе да им каже вие ќе се обучувате, вие ќе спремате испити и ќе полагате испити, вие ќе бидете испитувани на интервју, вие ќе мора да ги положите сите овие новини кои што ги кажува Министерството, вие ќе бидете оценети од предпоставениот, од колегата, од странката, ама на крајот највисока оценка нема да може да добиете сите. А кој ќе добие 5%? А како ќе се определи тој 5%? Само еден Господ Бог знае. Или со други зборови, министерот на секое министерство ќе одреди кој 5% ќе добијат највисока оценка. Другите, како велат старите, лук јал, лук миристал, ништо нема да добијат. И најдобрите се едноставно не смее да добие највисока оценка. Јас ви укажав, ние и амандман дадовме кој не го прифативте. Тоа е како да имате една студиска генерација, каде што професор на факултет ќе каже од 100 студенти во групава, само 5 мина ќе имаат десетки. Зошто? Нема зошто. Кој ќе определи? Јас ќе определам кој ќе бидат тие 5 мина. Може ли сите ние да оствариме еднаков број на поени? Може, ама само 5% ќе бидат наградени со највисока оценка. Другите највисока оценка не смеат да имаат. И тие 5% ќе бидат наградени со една плата, 13-та плата. Понатаму тоа што не го кажувате е дека ќе има и казни. Казни, што значи деградација на еден службеник во цела категорија. Почитувани колеги, внимавајте што ви зборувам, не за едно место. Не ако си раководител на сектор, па ќе идеш надолу заменик раководител на сектор. Цела категорија скокаш звања и те стимнува една цела категорија надолу. Кои ќе бидат тие државни службеници според законот? Тоа ќе бидат оние кои што ја добиле најниската оценка на оценувањето. Внимавајте колеги што ќе ви кажам, не оние што добиле незадоволителна. Оние што добиле најниска, па макар таа и да е најдобра, може да бидат деградирани. Со други зборови, бидејќи го фатив примерот со студентите. Во една генерација, ако најниска оценка меѓу тие 100 студенти е 7, значи не е 5 паднал, не е ни 6 дури, 7, тие со 7 ќе бидат казнети и една категорија подолу спуштени, бидејќи најниската била таа. Секој државен службеник што ќе добие задоволителна оценка, но најниска во групата, ќе биде казнет. Оние што ќе добијат незадоволителна, отпуштени на улица при прво оценување. Оние што добиле 2 пати ниски, не да бидат избркани од работа, туку слаби оцени, 30% од плата и така натаму и така натаму. Што ќе рече, на едните ќе им биде одземена плата, на едни 5%, што ќе бидат казнети, а на други 5% таа плата ќе им биде награда. Отшупливо во празно народот наш вели. Тоест, министерот, бидејќи нема да има пари за награди, оти ако сакавте честно да ги наградувате најдобрите, немаше да ставите лимит од 5%, туку на вистина кој добил највисока оценка, тој ќе беше награден. На едни 5% ќе им одземеш плата, на други 5% ќе им додадеш и со тоа си завршил работа и ќе го крстиш дека е реформа. Она што предизвикува подсмев, мајтап, жалење за секој административец е новината дека TOEFL, FCE и понатаму сите можни меѓународни странски сертификати за познавање на странски јазик и за познавање за работа со компјутери ќе мора да ги поседува, почитувани колеги пратеници, возачот во едно министерство. Ќе мора да го поседува архиварката во едно министерство, бидејќи архиварите се административни службеници. Тие вршат административни работи.
Значи најнискиот службеник кој има, внимавајте, завршено средно образование, без факултет, пошто и такви постојат во администрација, и на тие со средно образование, тие на факултет не стапнале, на нив ке им бараме TOEFL, познавање англиски јазик. Зошто? Чуму? Со кое образложение? Никој не знае. Никој не знае да образложи зошто архиварот кој што седи во писарница и прима документи и ги архивира, треба да знае англиски јазик. Може би, за да биде отпуштен од работа ако не го донесе сертификатот. При тоа, никој не кажува, почитувани колеги од Министерството и од представниците на владата, колку кошта сертификатот. TOEFL-от, преку еден ред гарант во оваа сала седи по еден од нас сите, и од владеачко мнозинство и од опозиција, кои сме полагале TOEFL или FCE. Од 300 евра нагоре, FCE тој е поскап, TOEFL-от е поевтин. Кој ќе го плати тоа? СДСМ даде амандман, кога веќе им наметнуваш обврска да полагаат нешто што чини ужасно скапо, плати им го, државата нека им го плати, Министерство за информатичко општество нека ги плати сертификатите што ќе мора да ги добијат службениците. Не, од джеб ќе ги плаќаат. Добивме одговор дека тоа чинело 800 денари. Најодговорно јавно тврдам дека не чинат сертификатите 800 денари, туку многу повеќе. Но ако владата е во право, ако Министерството за информатичко општество тврди дека е таа цената, ние им предложивме и друго. 135.000 евра се тоа вкупно, 800 денари по човек, отприлика околу 12 евра за државен службеник, со оглед на тоа колку државни службеници има. Околу 130.000 евра за да се подмири цела администрација со меѓународни сертификати за англиски јазик. Тоа било многу. Видете, ако е за владата многу, како не е многу за службеникот што треба од джеб да го извади? Зошто треба службеникот на обврска што вие ќе ја наметнете денес? Не се знае зошто. Не се знае зошто треба англиски да знаен течен и највисокиот службеник и оној најнискиот. Зошто сами да го платат? Па ние им наметнуваме обврска како држава, ние дајте да им го платиме. Тоа е проблем во буџетот. 130.000 евра се проблем во буџетот наш. Се поставува и друго прашање. Ако стварно сакавме од главата да се реформира, па надолу, зошто воведуваме TOEFL тестови за сите административци, ама буквално за сите административци, а владата или еве да речеме Министерството за информатичко општество не смогна сили да предложи измена на закон за влада. Па да кажеме, ајде прво министрите и замениците министри нека ги положат тестовите, ајде видиме кој министер зборува англиски јазик на најниско ниво макар. Оти ги има такви, господјо заменик министер, кои не знаат, вие велите картичка ќе праќале службенициве, па на англиски да ја прателе картичката од одмор. Ја ви тврдам, министри имате у владата што не знаат да напишат картичка од одморот таму кај што одат. И заменици министри. Зашто за нив не воведеме тестови по англиски? Ајде да ги видиме нивното познавање по англиски. Ај тие нека се фатат за джеб да си ги платат сертификатите. Не. За државните службеници перфектно англиски. И ке шетаат со министрите под рака од странство за овие да им преведуваат, зашто не знаат да бекнат нивните министри и заменици министри. За нив нема ваква обврска. Само за административецот професионален. Ке полагаат испити ретроактивно, сите ги опфаќа во роток од 2 години, се живо мора од високите државни службеници да ги положат испитите. Кој не положи? Ај запрашите се што ќе се случи со тие што не положила. Ај запрашите се што ќе се случи со оние што немаат донесат TOEFL сертификат. Како за таксисти, така за службеници, така за сите мора англиски, само не за министер и заменик министер. Велите, ке сте ги обучувале и сега било супер што сектор сте формирале. Ви постави прашање еден колега од ДПА, се надевам ќе го повторат повторно, бидејќи немаше ниту еден одговор. Како ќе се оценат 360 степени, како што вели представникот на владата? И колеги да те оценат, и странки да те оценат, и предпоставен, и подчинет. Како ќе ги оцените административците што седат дома? Јавна тајна е дека имаме државни службеници во огромен број. Од сите при тоа националности. Од сите. Едно време беше само од една. Сега од сите со партиски книжки од владеачки партии. Дома седат и примаат плата. Како ќе ги оцените? Извинете, кажете ми како нив странка ќе ги оцени, странка не виделе. Како нив подчинет ќе ги оцени, немаат подчинет, немаат предпоставен, дома седат. Кој ќе ги оценува? Тоа е реформата на државната администрација. И на крајот се пофаливте со кабинетски службеници. Убаво е тоа. Навистина е убаво, експерти од надвор ке донесе министерот 2-3, така ние го замислувавме кога го предлагавме ова решение. Ке му бидат во кабинети, ке го советуваат. Ама вие направивте дека кабинетските службеници ке ги имал, замислете, Никола Груевски 10, Трајко Велјановски 5. Ке се согласите со тоа, колеги? Овој дом е највисок државен орган. Трајко Велјановски во овој момент ја врши
председателската функција нему 5 кабинетски, на Никола Груевски 10. По која логика? По моќта на сили во партијата? Ете така го правевте законот. Благодарам.